Take a look at what the microphones captured in the White House press room this week. You can take out the mask, Doug. The case fatality rate's like 0.1 to 0.3 according to USC. Is it really? That's reassuring. USC. Everybody here's been vaccinated anyway. USC and LA County Public Health come out with a study. They found that there are 7,000 cases in California, but they really believe that there are anywhere from 221,000 to 442,000 people who were infected. Really? Yeah. So that makes it 0.1 to 0.3? Yeah. Does a study to give out by today? Yeah, just give it to them. So it suggests that the case fatality rate is about 10. It seems to be. Wow. Which puts it right in line with the flu. Yeah, exactly. Yeah, that's what it is. So it was a hoax. I don't think it was a hoax. That was Fox's John Roberts bringing the information about the fact that it looks like the rate of death in America is something like the flu. Професор Марковски, рековме, не треба да има паника, меѓутоа бројките сепак укажуваат на тоа дека се случува нешто крајно сериозно. Согласувате дека ова е нешто за чие надминување е потребно не само ладни глави, туку и сериозна инфраструктура, сериозна логистика, сериозно планирање и ред други мерки кои што засега како да не ги гледаме сега. Па не би се сложил дека не ги гледаме мерките. Јас мислам дека до сега се преземаат согласно Светската здравствена организација, кај нас се преземаа мерки неколку чекори понапред. Значи првата препорака на Светска здравствена беше ако има до 20 случаи да се тие изолираат само тие случаи и да се населението информира. Значи кај нас отидовме на вториот степен, се затворија школските деца кои е познато дека се главни преносители на респираторните инфекции. Се затворија средните училишта, се затворија факултетите, кафетериите и така натаму, па се воведи ова така наречена вонредна состојба. Значи ние отидовме скоро до последниот стадиум кој го предлага Светска здравствена, она предлагаше 2 недели. Значи она го потреби терминот пандемија кој можеби направи страв. Јас не викам дека бројките се застрашувачки, навистина, меѓутоа треба да се анализира и да се извади заклучок сега што е тоа реалното, каков ни е противникот, кој ни е противник, си правиме ли сами малку штета или сето тоа е резултат на вирусот. До сега овој вирус познат е. Вирусот е 1965 година прв пат открен и толку е опасен што првично студенти на медицина доброволно се заразуваат со тој вирус за да видат каква ќе биде клиничката слика. И така е видено дека тој во таа група на вируси што дава насники, од кои ние 4 пати годишно се разболуваме. Овој коронавирус таков како што е, во секоја сезона од тогаш е регистриран дека помеѓу 15 и 35% од сите настинки во тек на зимата се предизвикани од коронавирус. Два пати овој коронавирус не изненадува. Значи он има 4 подтипа, го има и кај животните, не знаеме точно кој е изворот на зараза. Јасно е дека се пренесува од човек на човек. Првите 2 дена се најзаразни. За вирусот има исклучително ниска контагиозност. Значи, ниска? Да, ниска контагиозност. Значи, за разлика од морбилите кои 100% имаат контагиозност, нели, ако 15 минути седите вака еден до друг или на поблиску на пола метро, овој вирус 1 до 5 ќе зарази. Значи, тој не лебди, сите вируси имаат карактеристика да не можат да останат надвор од клетка. Значи, тие се клетка, меѓутоа им фалат органели, не можат да произведат енергија, им е потребна неопходна клетка. Таа клетка може биде растениска, животинска, човечка и така натаму. Така да има многу дезинформации. Значи вирусот, полуживотот точно не се знае, не е проучен, нели? Меѓутоа он не може да остане долго. Неколку часа, ако во тој нели искашлук спутум има клетки, нели? Меѓутоа за да настане болест, пак треба инфективна доза, треба вирулентност на вирусот и така натаму. Значи сега 2 пати ни изненади вирусот. Тоа беше 2002, односно пикот 2003, така наречениот SARS, значи кога даваше синдром на акутен респираторен дистрес синдром и по втор пат сега, значи овие се разликуваат од овој основен коронавирус. И тој дава компликации, нели? Како сите еден е овој COVID-2. Овој го нарекува COVID-2 или COVID-19, нели, бидејќи 19-та година прв пат е пронајден и одеднаш се појавија некои својства на овој вирус кои збунуваат. Значи збунуваат.
начинот на патогенеза, начинот на присуство. Меѓутоа, тука имаме сега два главни проблеми. Имаме нереална бројка, бидејќи сега коронавирусот нема карактеристична клиничка слика. Со таа карактеристична клиничка слика што сега, нели, оди короната, одат респираторен синцитијален вирус, параинфлуенца, риновирус, инфлуенца С, од бактериите, микоплазма, слична клиничка слика дава, хламидија, така да тој ние не можеме како грипот. Може ли само за нашите гледачи, ова се стручни термини? Добро. Сакате да кажете дека оди заедно со други вируси, други болести кои што се присутни вообичаено во едно. Јас мислам дека е сличен на нив. Да, сите тие причинители дават слична клиничка слика. Така. И поради тоа, ние не можеме како кај грипот да речеме, ние може да имаме 100 потврдени случаи, а да имаме 100.000 заболени. Не ни се битни, бидејќи нас ни е битно кој подтип, која варијанта циркулира. Во овој случај сега имаме ние нови методи со кои можеби коронавирусот или ковидот пред 5 години или пред 10 исто имал слични епидемиски својства, меѓутоа ние не сме го докажувале. Се мислеле дека е инфлуенца. Така. Да, сме мислеле грип или микоплазма, најчесто таа маскира. И сега имаме една современа метода, не е нова, меѓутоа почнува да ги детектира вирусната ерена на коронавирус. Меѓутоа сега имаме проблем во толкувањето на резултатите. Тие резултати по мене може да ги толкува само инфектолог. Бидејќи со самото присуство полимераза верижната реакција во ред кога имаме вируси кои во крвта ги наоѓаме, како хепатит С, кој ќе го докажеме, нели, па мериме, нели, копии колку има во крвта и така натаму, ние знаеме дека тој човек има хроничен хепатит С, бидејќи не му е местото во крвта. Меѓутоа са во овие респираторни лаважи, нели, што се земаат материјали, може да имаме било кој причинител. Ние го бараме од овие што ги набрав, ние го бораме коронавирус. Присуството на коронавирус не значи дека он ги дава тегобите. Потребно ни е сега потврда, конфирмација со серолошки тест, за да направиме разлика сега дали ова е колонизација, случаен контакт на вирусот, или е инфекција, што е нешто различно, или е пак инфективна болест. Значи сега два пати ни изненади вирусот. Тоа беше 2002, односно пикот 2003, така наречениот SARS, значи кога даваше синдром на акутен респираторен дистрес синдром. И по втор пат сега, значи овие се разликуваат од овој основен коронавирус. И тој дава компликации, нели? Како сите респиратори. COVID-2. Овој го нарекува COVID-2 или COVID-19, нели, бидејќи 19-та година прв пат е пронајден и одеднаш се појавија некои својства на овој вирус кои збунуваат. Значи збунуваат начинот на патогенеза, начинот на присуство. Меѓутоа, тука имаме сега два главни проблеми. Имаме нереална бројка, бидејќи сега коронавирусот нема карактеристична клиничка слика. Со таа карактеристична клиничка слика што сега, нели, оди короната, одат респираторен синцитијален вирус, параинфлуенца, риновирус, инфлуенца С, од бактериите, микоплазма, слична клиничка слика дава, хламидија, така да тој ние не можеме како грипот. Може ли само за нашите гледачи, ова се стручни термини? Добро. Сакате да кажете дека оди заедно со други вируси, други болести кои што се присутни вообичаено во едно. Јас мислам дека е сличен на нив. Да, сите тие причинители дават слична клиничка слика. Така. И поради тоа, ние не можеме како кај грипот да речеме, ние може да имаме 100 потврдени случаи, а да имаме 100.000 заболени. Не ни се битни, бидејќи нас ни е битно кој подтип, која варијанта циркулира. Во овој случај сега имаме ние нови методи со кои можеби коронавирусот или ковидот пред 5 години или пред 10 исто имал слични епидемиски својства, меѓутоа ние не сме го докажувале. Се мислеле дека е инфлуенца. Така. Да, сме мислеле грип или микоплазма, најчесто таа маскира. И сега имаме една современа метода, не е нова, меѓутоа почнува да ги детектира вирусната ерена на коронавирус. Меѓутоа сега имаме проблем во толкувањето на резултатите. Тие резултати по мене може да ги толкува само инфектолог. Бидејќи со самото присуство полимераза верижната реакција во ред кога имаме вируси кои во крвта ги наоѓаме, како хепатит С, кој ќе го докажеме, нели, па мериме, нели, копии колку има во крвта и така натаму, ние знаеме дека тој човек има хроничен хепатит С, бидејќи не му е местото во крвта. Меѓутоа са во овие респираторни лаважи, нели, што се земаат материјали, може да имаме било кој причинител. Ние го бараме од овие што ги набрав, ние го бораме коронавирус.
Присуството на коронавирус не значи дека он ги дава тегобите. Потребно ни е сега потврда, конфирмација со серолошки тест, за да направиме разлика сега дали ова е колонизација, случаен контакт на вирусот, или е инфекција, што е нешто различно, или е пак инфективна болест.